Еве сме со Надица Илиевска, нашата позната и драга нутриционистка, но пред се би рекли пријателка на нашата утринска на Телма, генерално на Телма. Ја гледате во различни сегменти од програмската шема, но денеска ја имаме во нашата кујна, поточно во оброкот на денот. А она што си го коментираме, прво добре ни дојде. Надица? Добро ве најдов. Се надевам не беше проблематично денеска со превозот. Денес не е проблематично, да. И ни стигна на време. Но она што пред малку си го коментираме е дека некако, нели, сакаме да се навратиме и фокусот да го дадеме на традиционалните јадења. Тоа ти секогаш успеваш така добро да го искомбинираш и представиш пред нашата јавност, за да им дадеме до знаење дека овие вкусови и таа традиција кога станува збор за македонската кујна и генерално гастрономијата е нешто што навистина треба да се негува. Па ние имаме навистина квалитетна традиционална македонска кујна, прво затоа што е разновидна, можеме да се пофалиме со голема разновидност. Меѓутоа, ако технолошки се враќаме назад, интуитивно се спремало и нешто што навистина и ден денес е здраво. И јас, бидејќи сега се модерни различни видови на пасти и така натаму, како да ја заборавивме тараната. Тараната јас ја сакам од проста причина што во време кога гледаме што помалку глутен да конзумираме, сушност тараната е најдобра. Што е тарана? Тарана е замешано бело брашно, кое што се прави само со жолчки, во тврдо тесто, кое што се ренда на едноставен Сите паметиме веројатно од нашите баби и прабаби како се правела. На многу едноставен начин и потоа се суши природно. Жолчката, која што се става без белките во тестото на тараната, всушност оневозможува на глутенот кој што го имаме во белото брашно да се покаже во целиот свој сјај, односно немаме квасец. Би требало контролирано да внесуваме квасни теста, тоа и науката го докажа. Тараната, впрочем, е нашата паста, која што навистина, ето, второ, ние знаеме да ја преваруваме и да добиеме кашеста структура. Точно, малку да го подобјасниме процесот на тоа како правилно треба да ја подготвиме, затоа што таа, нели, мислам дека не и треба многу за термички да се обработи. Да. Ако нагласуваме секогаш адекватниот збор на македонски, не можам се уште да го најдам ал денте, значи не потполно сварено, бидејќи процесот на топлината продолжува и кога ќе го тргнеме од 100 степени. Така. Исто треба да се однесуваме и кон тараната. Во солена вода ја вариме, зависи од големината, бидејќи имаме различни типови на големина. Доколку е покрупна, јас лично ја љубам покрупна. Големината на зрната, така не зборна количината колку ќе ставиме. Добра. И важното е, значи, во моментот кога ќе сметаме дека е веќе сварена, кога ја тргнуваме од термичката обработка, да додадеме малку маслиново масло. Тоа оневозможува да скробот направи една слуз и на тој начин останува ваква. Ова, например, е синоќа варена и на овој начин таа останува крепка. Она што генерално кај нас се конзумира... Воспротивно, извини, би се подзалепиле, би се стврднало... станува кашеста, доколку ја превариме. Кај нас генерално, традиционално се конзумира со млечни производи, меѓутоа, само на едно место во еден славски готвач, многу стар, најдов спојка на нешто што исто така е многу традиционално кај нас, а тоа е се туршиите. И доколку на една тарана, која што е претежно јаглено-хидрат, ние додадеме ферментиран производ, како што се киселите краставички, и нешто свежо, во моментот ги одбрав овие две намирници, тоа значи дека го намалуваме гликемискиот индекс, додаваме свежо нешто, додаваме нешто ферментирано и на крајот традицијата на користење на зелени домати кај нас е многу стара, меѓутоа се избегнувало користењето во жива форма поради тоа што зелениот домат содржи соланин. Но што е тоа и што тоа е она што го одбегнуваме со термичка обработка и со ферментација се губи.
На сите гледачи им е познато препораката. Доколку видите зелено под компирот, тоа значи дека тој не е доволно зрел, па излупете подлабоко. Соланинот ќе го намалиме и затоа веднаш пред да почнеме со било што, ќе го намалиме соланинот со лупење. Овој зелен домат е домашен и во меѓувреме за 2 дена почна да зрее. И стана малку црвен. И стана малку црвен, меѓутоа тоа не смета. И соланинот ќе го намалиме со тоа што уште пред да почнеме на подготовката, ќе ставиме малку лимон. Значи вака, ако добро разбрав, при ферментација исто така се намалува, заради тоа и нашите нели родители, баби, дедовци, па и сите ние ставаме туршија, така? Иако не знаеле, на тие времето тоа го правеле или пак термички го обработувале. Добра. Или термички го обработувале. Зелените домати може да се изблендираат, може благо да се стават во тегли и благо во рерна на 100 степени 45 минути да се изферментираат, пастеризираат и да се користат во текот на зимата како дресинг за милион други салати, затоа што како што ние сега ќе направиме дресинг со тој зелен домат. И да им дадеме до знаење на гледачите зашто се може да го користат и на каков начин. Да, сега. Прво што ќе направиме ќе направиме салатата да може, значи, да може да се впијат вкусовите. Јас ставив зелена пиперка, ќе ставам кисели краставички, но било што имате дома, значи тоа може да биде кисела црвена пиперка, може да биде свежа црвена пиперка, може да биде свеж морков, може да биде било што кое што се има во туршија. Ќе го искористам моментот и на наедноставен начин на правење на туршија, а тоа е дека било кој зеленчук директно во тегла можеме да го исецкаме, да го наредиме, да додадеме 1 кафена шолја за кафе, не од овие сега што пиеме 200 грамските. Добро. Убав природен јаболков оцет, да ставиме 1 кафена, помалку од 1 кафена лажичка сол, со најобична вода од чешма да ја дополниме теглата, да затвориме, да пастеризираме. Она што го споменавме со рерната 45 степени, 45 минути. Да, и веќе за 2 дена можеме да го конзумираме. Но, доколку не сакаме да користиме киселина, истиот процес е само со превриена вода, со сол, и тогаш ќе треба да чекаме 21 ден во кујна на теглата на ист начин како и зелката. Јас, например, обична салата зелка од свежа зелка во неколку тегли, само со сол и со вода, ја оставам 20 и нешто денови, на крај се добива истата тоа што ви го постигнале. Да, каде што да, само што тука треба време и немаме никаков конзерванс во целата работа. И сега, значи, ова веќе е во моментов, мене ми се нешто така многу вкусни киселите краставички, па многу почесто ги конзумирам. Комбинираш во најразлични варијанти. Да, во најразлични, меѓутоа и со морков е многу добра. Кој е љубител на бои, значи може да стави подкиселена везена пиперка, црвена пиперка и така натаму. Значи, Надица, ова ќе ни биде оброк, кој што ова салата ќе ни замени буквално оброк. Така правиме да биде Правиме да биде. Ова е нешто што се спрема за нецели 10 минути, но може да се однесе на работа, може да се однесе на училиште. Може да замени така појадок или ручек. Иако се работи за тарана, добро избалансирана со билни влакна и со зеленчук, може да биде и некоја рана лесна вечера, посебно ако ја имаме спремено. Сега овде веќе ќе додадеме Сега ќе го правиме дресингот. Да, ќе го правиме дресингот. Кој што споменавме ќе ни биде од зелен домат. Зелен домат. Да не ве збуни, што е малку зацрвенет. Да, ова е домашен кој што за 2 дена почна. Да, за 2 дена почна веќе да црвенее, меѓутоа се уште не е доволно зрел. Што сакам да кажам за зелениот домат? Одредени нутриенти во зелениот домат ги има во поголема количина, а има многу помалку јаглени хидрати од зелениот. Количеството на калиум е поголемо, а на натриум е помало, што значи дека зелениот домат може да го користиме таму каде што сакаме да третираме
хипертензија, бидејќи има сооднос натриум-калиум, но калиумот е во подобра варијанта. Потоа, во ваква варијанта, го задржуваме многу голем дел од С-витаминот, што е борба во зимскиот период, што повеќе да добиеме од храна С-витамин. И она што е многу интересно, вака направениот зелен домат, свеж, предходно, значи, ставив кисела средина, лимонот, сепак да се направи. Зошто? Да, зошто може да отстои повеќе. Може да повториме што правеше киселината? Значи, излупена киселината всушност прави почнува еден процес на ферментација, значи на омекнување, и тој соланин што сме го извадиле со лупење на кората, продолжително, значи, го намалуваме на нула, и ваквиот е многу поголем детоксикатор на нашиот дигестивен систем и е одличен за луѓето кои што вака во мали количини како дресинг патат од обстипација која што е многу честа. Сега варијацијата веќе на тоа е различно. Јас додавам рен. Суштината на тоа е што сакам да кажам дека ние ѓумбирот е навистина нешто што треба да го користиме, но ние имаме и рен. Имаме рен, да. А ренот нутритивно, користиме, здравствено и многу малку го користиме. Да. Зошто е тоа така, Надица? Имаш ли одговор на ова прашање? Ти си нутриционист, ти со години си во ова? Затоа што ние сме многу тивки во истакнувањето на она што ние го имаме дома, а ѓумбирот стана популарен со глобализацијата и нормално многу лесно прифаќаме како нешто што е затоа што ѓумбирот е испитуван. Ние немаме сериозни студии за ренот, треба многу да се бара за тоа што се, но сакам да кажам, лутината од ренот не ги иритира цревата, што е многу битно. Тоа е некоја заблуда кај граѓаните, можеби затоа помалку се користи или? Вообичаено кога се избегнува лута храна, се избегнува и ренот, но онаа лутина која што ја има ренот е сосема друг хемиски состав и не иритира. И ренот во наши услови доаѓа зимо, треба да биде секогаш со нас на трпезата, значи може да се смеша со урда, може да се изблендира со маслинов зејтин, секогаш во овие празнични денови кои што ни следат, со месо, бидејќи помага во дигестијата на месото, а сите знаеме дека за време на празниците конзумираме потешка храна повеќе што е, и неговата и затоа храна. да. Семфот секогаш е кога добре на твоите дојден. клиенти им го препорачуваш ренот, како реагираат, Надица? Дека го заборавиле и дека е нешто што многу лути. Ама исто и со ѓумбирот. Исто е со ѓумбирот, да, но тој има мешан сладок, меѓутоа за сите оние кои што патат од синуси, доволно е 3 милиметри зрнце рен да изџвакаат, значи тоа е потполно од затнување на сите канали, сериозно и чистење. Добро да се знае. Да, може исто како ѓумбирот да се користи и како чај. Супер. За настинки, што значи дека навистина треба многу почесто. Еве ние во нашата следна набавка рен да си набавиме, тука ни е продуцентот, да слушне, затоа што ќе може да го користиме во најразлични варијанти, па дури ќе може да си подготвиме и чајче. Сега овде може да се додаде магданос, може да се додаде било. За дресинг го збориме, да, тоа е секогаш прашање на избор. Многу малку вода ќе додадам, бидејќи сепак иако е малку узреан, сепак и тој има течност. Тој има течност, меѓутоа не толку многу течност. Добро, само да повториме уште еднаш што ставивме. Тоа е зелениот домат. Зелениот домат, ставив рен, не ставам сол намерно, затоа што имаме веќе сол во ферментираните, да, варена е во солена вода. Добро, и плюс има во и сол и во краставичките. киселите краставички. Сол секогаш може да се додаде, не може да се одземе. Така е. Сега Јас сум за тоа. Да видиме. А и генерално толку, значи многу малку, многу брзо. Добро. Ќе искористиме
Јас не додадов сол, ќе го ставиме вака. Така, по потреба ќе си ставиме. потреба. Ова ни е дресингот кој што го добивме. Сега, бидејќи излезе, и знаев дека ќе излезе повеќе, значи, она што ќе го направиме е, дел ќе оставиме, значи, доволно е да даде малку пикантен вкус и боја. Толку само? Јас мислев повеќе ќе ставам. Па, тоа е по желба, но Добро. овде најдов. Добро. Овде најдов во кујната Двопек, двопек. кој што може исто и вака. Да, може и вака и да се искомбинира со нешто друго. Супер, супер идеја. Да, и да биде така. Сега, најубаво е да отстои 10 до 15 минути пред да се конзумира, за да се упијат сите вкусови. Добро. И потоа ќе си додадете сол, нели, секој во зависност од тоа колку сака да ова е конзумира. сосема доволно сол кој што го има внатре. Може после тоа, јас на пример не најдов свеж магданос, барем не убав вчера, така да јас ја љубам да има сега и свеж магданос или било каков некој сув зачин, што значи дека ова е нешто кое што може да биде припремено ноќ претходно, во фрижидер може да стои 2 дена. Одлично е да се земе со себе. А ова во поголема количина може да се пастеризира и да се користи за брз оброк и да се става во било која друга салата. Јас, например, знам да го ставам и во обична свежа зелка, знам да го ставам и во марула, знам да го ставам и во онаа витаминската салата морков, цвекло и јаболко, што значи дека е дресинг буквално за секоја салата. Буквално за се, на крајот на краиштата и не мора да биде тарана, може да се стави и во јувки. Така е. Што значи дека може за кратко време да направиме еден избалансиран оброк. Убав момент да потенцираме дека тараната не може, или јувките ги споменати, не мора да биде оној класичен оброк како што вообичаено се научени нашите гледачи, нели, со тестенини, туку може да биде буквално во форма на салата, повторно да замени еден оброк кој што еве може и вака, да видите како убаво изгледа. И многу убаво мириса, ми мириса на туршија заради тоа што ги имаме киселите краставички. Надица, пред да се испратиме, би сакала и уште еден твој коментар околу туршијата. Сега е доста актуелна, но колку е препорачливо да се конзумира во текот на денот? Имаме некој совет во однос на тоа? Значи, со еден оброк во месеците каде што немаме свежо, меѓутоа пак на припремата е многу важна, без конзерванс, не мора да биде бела, значи не мора домакинките да се фалат дека карфиолот им е снег бел, може да стават јаболков оцет и да не биде снег бел, меѓутоа ќе биде многу поздрав. И исто така туршијата, доколку не претераме со киселост и со сол, е здрава варијанта и може да се конзумира апсолутно секој ден. Сакам нешто да додадам. Секоја желба за одреден тип на храна означува еден вид потреба. Нашата желба за кисело, која што се зголемува во овој период, нормално е да се зголемува. Нормално е да се зголемува поради тоа што поминуваме во период каде што конзумираме многу помалку свежа храна, освен коренистиот зеленчук, полека ги немаме другите зеленчуци и имаме потреба од минерали. Киселото всушност... Оттаму потребата. Да, оттаму потребата за кисело, тоа е потребата на организмот за минерали, да се конзумира. Исто така, многу се добива нутритивно, доколу кисели краставички се додадат во онаа зелка која што ние традиционално ја спремаме како расол, па тука спаѓа карфиолот. Да напоменам дека ние немаме навика да правиме туршија од брокула, меѓутоа, исто, на истиот начин, како карфиолот, така и брокулата, така? Како карфиолот, така и брокулата. Интересно е што сулфорафанот останува, но ние не го чувствуваме и вообичаено младата популација која што не сака да го конзумира, но сака карфиол или морков, може преку начин на ферментација
која што е направена со природен јаволков оцет, многу малку сол, многу малку вода, таа е сосема здрава и може да се конзумира. Доколку ви имате повеќе сол, слободно исплакнете ја пред конзумација, што значи дека може да се конзумира на дневна дневно ниво. Многу убави совети и во поглед на туршијата, која што мислам дека е присутна во сечи дом и треба да биде присутна, барем во овој период кога велиме со Надица дека на телото му недостига киселост и треба да си го слушаме, нели? Треба да го слушаме. Да го слушаме телото и да одговориме онака како што треба, а се што конзумираме треба да биде и умерено. Надица, ти благодарам уште еднаш, навистина прекрасни рецепти. Верувам инспирација за многумина кои што не гледаат. Ова е нашата денешна освежителна салата со тарана и секако намазот во овој случај бидејќи го ставивме на лепче, но ако го ставите во салата ќе биде дресинг со зелен домат. Секако рецептот ќе биде достапен и на нашиот YouTube канал, за многу скоро ќе можете и таму да го погледнете. Надица, ти благодарам уште еднаш и верувам дека до нова година ќе се видиме уште еднаш со оглед на тоа што ни следат и празници, па нешто ќе подготвиме можеби и во тој стил. Секогаш си инспирирана од периодот кој што го имаме, така што не се сомневам дека ќе биде убав рецептот. Благодарам. Ви благодарам што не проследивте. Останете на Тилма, следува новото продолжение, односно новото издание на Ние, овој пат со Горан Петрески.